Ние живееме во време кога сметаме дека има се помалку почит, имаме помалку разбирање, нема вистинско другарство, се бркаме со времето. Работиме во една хармонија, се разбираме и ние кои што работиме во дневниот центар и општо имаме своји баби, дедовци, комши и селица во трето доба, мислам дека сме навистина среќни луѓе. Сите сработени предмети од нашите корисници се продаваат на хуманитарен базар. Средствата идат во хуманитарни цели, односно повторно за социјално загрозени лица во трета доба. Ја правам накид, свестрна сум. И они кои ќе видат нешто на мене, то они се диват. Така да во многу случаеви поклањам, давам, ги обучувам. Како да не, ако е нешто попаметно од оно ја што размислувам, може. Сите ние без разлика на возраст имаме некој скриен талент, и човек учи додека е жив. Третото доба го возможува сето тоа, меѓутоа секогаш поддршката мора да имаме од младите. Ќе беше затворена кутија, кај што немаш нигде, мислам, излаз, не можеш ништо да пружиш, не можеш ништо да се докажеш, да се експонираш, а овде на секој чекор си активен. Секој младо лице едноставно што сака да го исполни своето слободно време, може да дојде да волонтира во Црвениот крст на град Скопје и да има таа меѓугенерацијска соработка со повозрасните лица, затоа што дефинитивно тие се пример за општеството. Прекрасно нешто. И секој кој има слободно време и се чувствува дека може нешто да допринесе за државата, за општеството, нека повели, нека дојде.